Почитувани, добар ви ден. Ова е Агро Балкан, емисија што обработува теми од земјоделскиот сектор и се што е поврзано со него. Денеска сакаме да дознаеме нешто повеќе за биодиверзитетот, односно биоразновидноста во аграрот. За таа цел дојдовме тука на Факултетот за земјоделски науки и храна, каде што ќе ве информираме за заштитата на старите автохтони сорти од овоштарството и градинарството. Следете. Професорке, може ли најпрво да го појасниме поимот агробиодиверзитет? Биодиверзитет генерално се однесува на сите живи форми на планетата Земја. Значи, опфаќа и животни, растенија и микроорганизми и така натаму. Агробиодиверзитет ја означува разновидноста на сите живи форми што се користат за земјоделски намени, најчесто ние ги нарекуваме генетски ресурси за храна и земјоделство. Значи тоа повторно подразбира и животни, и растенија, или и овошни култури, и поледелски култури, и дел и од микроорганизмите што се користат во земјоделското производство. Но генерално најмногу се однесува, кога зборуваме вака во практична смисла, на растенијата и животните, значи тука малце се занемаруваат микроорганизмите, кои што се користат директно за храна или за производство на некои индустријски преработки. Сакам да ве прашам, колкаво е богатството кај нас од или разноликоста на сортите, прво кај растенијата? Пред да одговорам на тоа прашање, прво ќе кажам зошто кај нас имаме ние разновидност и зашто сме поразлични од другиот дел од светот. Модернизацијата на земјоделството придонесе да се загуби полека тој биодиверситет на земјоделски култури особено. На запад, особено во развиените земји, има огромни парцели, по неколку илјади хектари. Таму земјоделците така изгледаат, нели? Најчесто на нив се одгледува една култура, монокултура, значи тука немате разновидност на култури. И од таа една култура, да речеме пченка, најчесто е една сорта или уште пострашно еден хибрид. Или кај компирот една сорта, или кај пченката еден хибрид. Тоа подразбира дека сите тие илјадници хектари се всушност засадени со исто растенија. Тие сите растенија се идентични близнаци со ист генетски состав. Тоа автоматски значи дека се губат гени, драгоцени гени за било што, за вкус, за отпорност кон болести, отпорност кон климатски промени и така натаму. Во Македонија нормално ние секогаш доцниме со се, доцнеше и модернизацијата на земјоделството, бидејќи не сме индустријски развиена земја. Таков ни е и составот, малку теренот, имаме планина па котлина, расцепканост, мали површини, традиционално 0,2 хектари е просечната површина, тука не ни може да се примени модерно земјоделство. Поради тоа што немале висок стандард, луѓето си задржале навика во градините да си одгледуваат за сопствени потреби, тоа значи дека овде ние сме го задржале тој диверзитет, односно разновидност. Тие сорти се нарекуваат локални сорти. И тие, или автохтони, зависи. Тие се најважниот дел од агробиодиверзитетот, затоа што со генерации се одржуваат, истите луѓе си ја садат таа сорта сега, сами си зачувуваат семе, па следната година пак го садат, несвесно тие вршат селекција, бидејќи семе ке си зачуваат од најубавите растенија, или по вкус, или што се отпорни на болести, и на тој начин ги одржуваат тие локални сорти кои имаат цело богатство од гени во нив,
за разлика нели од модерните сорти, и кои што можат да опстанат и понатаму, затоа што постепено се адаптираат кон промената на локалните услови, на климатските услови. Факултетот за земјоделски науки и храна има своја генбанка. Колку вие како институција се уште истражувате, спомнавте дека има локално население кои што несвесно ги чуваат старите сорти. Има ли се уште низ Македонија да се прибираат такви стари сорти и колку државата, например, води сметка за сочувување на тие стари автохтони сорти и ако направиме споредба, каква е состојбата во светот? Ајде да почнем од светот прво. Неограничени фондови се инвестираат во колекционирање, прво на тие генетски ресурси, значи и на локални сорти и на диви претходници. Исто така, се оди по такви колекциони мисии во разни земји и се собираат. Се градат генбанки, институции каде што имаме последен збор на техниката, каде што на компјутер ќе кажам која кесичка од тие полици роботот да ја извади и да ми ја донесе. До таа мера одат, нели, ги нарекуваат семе на иднината, Future Seeds. Ние сега бевме во Колумбија, имаат еден прекрасен нов објект со капацитет да чуваат многу семења. Кај нас, тоа што се случувало во минатото, повеќе тоа биле колекции кои што се користеле за селекција, да речеме, на времето бил институтот и факултетот биле една институција и се бавеле со селекција на нови сорти. Во рамките на тие селекцијски колекции имало по нешто малку и локални сорти, но тие активности замреа, па имаше некои обиди со некои мали колекцијски мисии се до 2004-2010 тој период од прилика беше проектот Сиднет, финансиран од СИДА. Тогаш се одвиваат доста активности, нешто се колекционираше семе. Дел од таа колекција е зачувана во генбанката на Земјоделскиот институт. Меѓутоа, нормално и они немаат финансии, откако замре тој проект, замре активностите. И не беше достапна таа колекција, немавме доволно податоци и така натаму. Решивме со колешката од катедрата за генетика и селекција, сме двете нели на факултетот, да создадеме ние колекција. Од 2014 наваму, поготово првите 2 години, посетивме близу 400 села. Најмногу од нив беа лоцирани во источниот дел од државата, но имаме и од други села, дури имавме активност на студентите, тие ни носеа. Собравме до сега преку 6000 примероци од различни култури, бидејќи кога одите во некое село, нели прашувате што се има населението. Како да ви кажам, некои жители беа толку одушевени, трчаа по нас кога слушнаа зашто сме дојдени. Имам семе, уште од свекрва ми стои, немам на кого да го оставам, да го земете вие. Многу од нив се заинтересирани тоа што си го чувале со години, да имаат на кого да го остават, затоа што најголем дел од нивните деца се веќе во странство. Сега да тргнеме по тие села, јас верувам дека многу од нив нема више ни да ги најдеме. Тоа е ургентно, мора да се направат некои мерки да се зачува тоа семе, затоа што со невидена брзина се губи. Значи, одевме со наше возило, на наше време. Трошоци, да не кажам, работа, да не кажам, ќе се вратиме со милион кесички, сите тие треба да се исчистат, прво да се сместат, да се заведат податоци, истовремено се води датабаза. Со љубов кон семето, љубов кон Македонија, да го зачуваме тоа што вреди во Македонија. Неколку години поред се обидуваме да добиеме некаква поддршка од државата. Ние, конкретно факултетот, до сега не добил никаква поддршка. Зборам за растителните, за анималните, да, нивната програма има поддршка од Министерството за земјоделство. Не само што немаме поддршка во финансиска смисла, туку, например, основните конвенции што треба да се, или меѓународни договори што треба да се ратификуваат
за ние после тоа да можеме да користиме меѓународни фондови за оваа намена, не се ратификувани со години, што е исто така проблем, бидејќи за ние да вршиме, да речеме сега размена еве со друга генбанка или да го пратиме нашето семе во друга генбанка да ни го чуваат. Бесплатно да ни го чуваат. Ќе си стои дека од Македонија така имаме ние сега таква активност со националната генбанка од Холандија. И имаме договор со нив они да го чуваат семето. Ама за да го пратиме материјалот, нормално на запад си пазат се да е по пропис, тоа мора да се испрати со еден формулар за размена на материјал во кој што точно си пишува кој го добива, кој го праќа, под кои услови, што они нас ќе ни обезбедат, ете како надокнада за тоа и така натаму, нели, бидејќи кога ќе се стави материјалот во генбанка, тој практично треба да биде достапен за сите научници во светот, за научни цели. Сега тој договор предвидува дека доколку некоја компанија направи добивка од користењето на тој материјал, во тој случај дел од добивката треба да ја сподели со тој што ги обезбедува ресурсите. Што значи дека они нас би можеле да ни помогнат сега да правиме нови колекцијски мисии, да правиме научни истражувања на материјалот, да го опишеме што ние сега го правиме на наш трошок. Малку изгубивме волја едно време, подзастанавме и јас реков јас толку можам да направам веќе од моите извори. Сега еве бидејќи се заинтересира холанѓаните за богатството што го имаме, ние најдовме огромна разновидност, например, на граф. Во градов, луѓето најчесто мислат дека во Македонија се одгледува само тетовскиот граф, тој доаѓа на пазар. И битката е по него. Но ако тргнете по селата, ќе најдете најразлични форми. Висок низок граф со разновидни зрна и по форма, по боја, по шара. И сите тие што ги собравме, ние ги сликавме, ги објавивме во една книга. Внатре има преку 550 фотографии од различни зрна на граф. Не знаеа луѓето дека имаме такво нешто. Не знаеа дека имаме такво нешто. Сега кога бевме во Колумбија и однесовме книгата, најеминентните научници во таа област за граф, исто така се изненадија, бидејќи ние претходно кај нас никој не ни објавувал научно што имаме, дека имаме некои форми за кои се очекува да ги нема на овие простори воопшто. Тоа значи дека може да се побие до сегашното сознание научно, нели гравот потекнува од Јужна Америка, па како се распространувал понатаму, може да се побие со тоа што ние овде имаме. Таква разновидност на поранишните југословенски републики нигде нема. Кај никој од нив. Таква разновидност најдовме кај пченката. Особено кај пченката пуканка, значи сите можни бои на зрна. Сигурна сум дека има многу подобар вкус од она што ние го купуваме на пазар. И уште една работа, има таа стара, тие се повеќе разновидни стари сорти, во источниот крај голем дел од нив ги нарекуваат брзица. Значи, главно тие се користат за варење, кога ќе јадете таква пченка. И оваа што ќе ја купите вака шекернава, таа е полна со вода. Оваа е полна со брашнесто зрно убаво, ама вкусно, со арома и со вкус. Не се споредува. Во моментот работиме на пиперките. Пиперката единствено на овие простори овде, ај ќе речам пошироко, Балканот, зазема такво место на пиедестал да биде наша главна храна. Да ја правиме на најразлични начини. Пржена, печена, во манџа ставена, преработена во ајвар и се друго. И нормално заради тоа ние имаме многу различни форми на пиперка, со тенка кора, со дебела кора, односно месо. Со кора што се лупи, не се лупи, ајварска, везена. И сега кога веќе ќе ја спомнам везената, таа дефинитивно има само кај нас. Значи, дури ни во соседните земји ја нема.
Има во пограничните делови, каде што пак има македонци. Има простор таа да се популаризира, да се извезува на запад. Ма треба и да си ја заштитиме. Апсолутно. Со географско потекло. Треба да ја заштитиме. Професорке, вашава мисија е благородна. Пред малку спомнавте дека во еден момент сте сакале дури да се откажете. Јас посакувам да бидете и понатаму упорни и да се надеваме дека во иднина државните институции ќе покажат поголем интерес за сето ова, затоа што е од огромна важност за зачувување на нашите автохтони и локални сорти. Да, се надевам дека ќе биде така. Ви благодарам за промоцијата на богатството. Професоре, колкава е разноликоста на стари автохтони локални сорти во овоштарството и свесни ли сме ние за нивното значење? Свесни, првин да фатиме, дали сме свесни. Може би луѓето што ги имаат во своите дворови беа свесни дека имаат нешто кое што раѓа редовно, кое што не се грижија за многу за заштита, добиваа плодови, обезбедуваа за себе и нешто за локален пазар, но во поново време промоцијата, зборувањето дека нешто не е само во надворешниот изглед, нешто и внатре треба да се бара од овошките, почнаа да стануваат посвесни. Би рекол, многу почесто странците беа посвесни за нашето богатство отколку самите ние. Па често знаеа да кажат, да дадат и финансиска помош и да обезбедат и проекти за да се истражи, за да се обнови или да се зачува. Бидејќи доста од тие стари сорти беа и веќе стари стебла кои што или беа во гинување или па беа солитери огромни кои што даваа па доста дрвна маса. Па луѓето сиромаштија си ги користеа за огрев, посебно бидејќи за законски немаше никаква заштита. Знаете, многу полесно е да исечете една огромна јаболкница отколку еден багрем или еден брест. Иако е сув. Иако е суво, за нив ви требаат еден куп документи, шумарите ги имаат заштитено, кај нас за овошни растенија не се бараат некаква посебна документација, така да се уништуваат и се уништуваат се уште. Така да, како свесност тоа. Инаку што имаме? И каде може да се сретнат? Знаете, често ќе речат, најмногу секојаш јаболки може да се сретнат стари сорти, автохтони сорти. Потоа круши доста, посебно од летните па и касните сорти. Се среќаваат неколку значајни стари сорти сливи, дали џанки, дали европска слива. И секако да не ја забравиме најзначајна, секогаш една или две, меѓутоа охридската цреша како автохтона. Охридска долга шишка и охридска црна. Тоа се доста значајни. Каде можеме да ги сретнеме? Верувајте дека кога баравме, кога разговараме, секоја помисла е, да, ресен има јаболки, таму ќе барам. Таму каде што има најмногу од некоја производство. Напротив, современите сорти ги имаа потиснато. Во ресен успеавме да најдеме еден или два локалитети кои што беа во склоп на манастирите со повеќе стари сорти. Инаку, онака, солитери или па мали овоштарници со стари сорти најмногу се наоѓаат од јаболка и од круши Источна Македонија. Таму каде што велиме, каде што не е толку застапено јаболкото, Малешевијата, Пијанец, да, таму беа најдени многу сорти од јаболки. Кумановско, Осоговскиот дел, круши. Од сливите една така позначајна е банската слива, која што ја има во Малешевијата, во Берово. Потоа Бистричка џанка од џанките во селото Бистрица, од таму и потекнува, многу интересна стара сорта. Охридска бела Петровка слива. Така. Добро,
во неколку наврати ги спомнуваме дека поголем интерес пројавуваат странците. Еве, што треба да направи држава? Кој е првиот чекор што треба да го направи? Верувам дека е некои финансии, меѓутоа сето тоа за не биде стихинот, потребна е некаква стратегија, веројатно. Видете, постојат повеќе начини, нели, како да не бидеме и прескромни, па и да не бидеме замашни во барањата. Да, треба да се направи листа на интерес на сортите, кои се со интерес за државата. Порано постоеја генбанки, каде што сите тие сорти беа собрани и одгледувани на едно место. Тоа беше во склоп на Земјоделскиот институт, сега во склоп на Земјоделскиот факултет. Меѓутоа неколку десетици години не се даваа никакви средства, па тие се доста пропаднати. Првин треба да се изврши пак уште еднаш идентификација на постоечки стебла на одредени сорти од овошните видови со значење точно таму каде што се наоѓа. Втората опција е нивна мапирање и оставање, односно таму да се одгледуваат инситу, на лице место да се одгледуваат и да се знае со тоа што тие сопственици на тие стебла би добивале одредена надокнада, за да ги одгледуваат, за да во секое време кога ќе ви затреба саден материјал, односно кален гранка, материјал за размножување, да вие можете да го обезбедите од кај него да го земете. Тоа е едната варијанта. Или втората варијанта е да се соберат сите тие пак сорти, да се накалемат, да се произведат садници и да се подигнат најмалку 2 матичници, односно ние често пак кога ќе се произведеше некаков саден материјал од стари сорти, се носеше или кај некој приватник, или во склоп на манастири, цркви, училишта се обидовме, можеби интересот е и овие средни земјоделски училишта, каде што ги има доста во државата. Порано тие има и доста површини, па да имаат кај нив да се наоѓаат матичници, пример за јаболко да биде во едно училиште, за круша во друго училиште, за коске стовоши во трето училиште. Како што е, например, и ваше опитно поле овде, нешто во тој контекст. Или пак да се обезбедат најмалку, меѓутоа секогаш да се обезбедат најмалку 2 насади, ако е, или пак по неколку стебла во државата да постојат, меѓутоа обележени и заштитени. Се со цел да се промовира. Кога луѓето ќе гледаат дека има нешто заштитено, ќе се трудат и тоа што го имаат да го сочуваат, да го промовираат. Професорке, сведоци сме дека пред некој ден се објави веста дека човештвото веќе ја достигна бројката од 8 милиарди, што значи тоа човештво треба и да се нахрани. И сериозен предизвик на човештвото ќе биде производството на храна во иднина. И веројатно ќе треба да се користи секоја можност да се произведе храна. Колку модерното производство на храна е застапено конкретно кај нас? Во правоста, дури јас би го подобјаснила, 2050 година се очекува дека до 10 милиарди ќе се стаса и дека за да се прехрани тој квантум на популација ќе биде потребен уште еден субконтинент како Индија, почва која немаме во моментот. Така што неопходно е и веќе подолго време се работи, тоа не е непредвидена ситуација на контрола. Клучниот збор е контролирани услови во кои што ќе се произведува храната. При тоа се внимава на заштеда на вода пред се, на почва, ѓубрива, тресет и тенденцијата да се оди кон безпочвено одгледување. Или популарно наречено хидропонија. Хидропонијата не подразбира само и само на ова се така наречени инертни супстрати,
во кој што апсолутно зависи од растенијата од тоа колку храна и вода и топлина и светлина ние ќе им дадеме. Има комбинации кои што може да се прифатат од нашите земјоделци, не е тоа некоја вселенска технологија, воопшто не е, навистина, иако може би звучи комплицирано, меѓутоа е прифатлива дури за салатата, да речеме, која што е студоотпорна, не имам потреба нешто многу загревање. Може да се предложат интересни варијанти на техника на длабок раствор во базени, да се одгледува со хранлив раствор, да се скрати периодот на вегетација, да се зголемат бројот на берби во текот на годината. Може да се подобрат работите, ако има волја на волја. Ако има волја и се разбира ако се внесе науката во сета таа работа, колку еве вие како научна институција сте прашани за некои работи? Ние сме прашување, меѓутоа прашањето е колку ние можеме да дадеме одговор. Затоа што за жал веќе 10 години немаме средства за истражувања. Се што правиме со сопствени лимитирани напори. А еве ќе ви одговорам, Холандија, која е број 1 земја во производство на зеленчук, поготоа зеленчук во заштитени простори, одвојува 8% од буџетот наменет за земјоделство за наука. Златниот триаголник, што го нарекуваат тие, е стопанството, науката и државата. Кај нас тоа го нема, така? Кај нас имаме права линија која што оди во бесконечност, во минус, а на кај плюс малце потешко. Не мора да биде Холандија. Еве го просекот од другите земји на Европската Унија, околу од 3 до 5% се одвојуваат за истражувања во земјоделството. И, за жал, ќе дојдеме во ситуација на корона, на војна наваму натаму, кога ќе сватиме колку се потребни лекарите, колку е потребна храната. И тоа здрава храна. А веќе сме во безизлез. Ова што го зборуваме за средствата е еден од проблемите, може би е решлив. Тоа што веќе не е решливо е млад кадар. Оваа институција во која снимаме, просекот е 60 години. Ние сме сите на чекор од пензија, живи и здрави. Имаме 2 или 3 млади асистенти. Сега, не само кај вас што недостига млад кадар, научен, туку проблемот е генерален што во земјоделството веќе го немаме младиот кадар. Да. Ниту млад, ниту стар. Така е. А велиме дека храната во иднина ќе биде предизвик. Тоа е катастрофа во јужните делови на земјата, кај што типично се одгледуваа градинарски производи, тоа се напуштени ниви. Или имате водечка култура во Македонија беше извозна, беше доматот. Ако ги ставите статистичките податоци од последниве 10 години, извозот на домат паѓа вака надолу, увозот се качува. 23-та година увозот, и тоа увозот од Албанија. Од Албанија, внимавајте, до пред 15 години луѓето немаа патишта таму. Од нив увезуваме домат. Па и краставици. Да, зеленчук генерално. Меѓутоа, во Албанија имаат центар за производство на раслад, центар за калемење на раслад од земјоделски култури. Ние се уште сами
најдобро знаеме нашиот раст да си го Имаат и произведе. потопла клима, што немаат потреба зимно време и за загревање. Во ред, тоа е дадено. Ама луѓето се поставиле, Имаат стратегија. знаат што прават и знаат каде сака. И веќе стасани се таму докаде што зацртале дека ќе стасат. И ако немаат собствени ресурси научни, користат од Италија. Консултантски услуги. Вие еве каде го гледате излезот од сето ова? Мене ми личи многу на безизлез. Веќе станувам песимист и го имам многу изгубено ентузијазмот што го имав, да речеме, пред 20 години кога се обидувавме ова безпочвено одледување за кое говориме, се обидовме да го пласираме како технологија меѓу производителите. Знам дека е тешко се пробиваат работите. После не само кај нас, генерално во земјоделството, да. Па не може 2022 година се уште да биде најновата работа капка по капка. Овие системи, ви велам, 30 години функционираат во светот. Зошто? Зошто да не пробаме? На мали простори може да се биде многу кај нас, продуктивен. внимавајте, во градинарството не калкулираме со тони на хектар, туку работиме на метар квадрат. Имаме убав пример, една семејна фирма, верувајте, од една леа, четворица, вадат просечна убава 30.000 денари по човек плата од одредување салата. Бејби салата, си ги сечат, си ги пакуваат, си ги пласираат. Значи и за себе може да се произведе и за пазарот. Одлично. Начин на екзистенција. Гледате иднина во сето тоа? За на глобално ниво секако, за нас како држава, за жал не. За жал не, мислам дека ќе останеме на увоз. Ќе се занимаваме со компјутерска технологија, производство на фотоволтаици, струја, а може би тоа добро. Туризам, не знам. Земјоделство. Нам ни останува да се надеваме, а ние постојано на нешто се надеваме. Институциите кои што се задолжени да го заштитат ова непроценливо богатство во иднина да пројават поголем интерес. Ете, тоа беше се за денеска. Останете ми со здраве.